Докторе Караджовски, позади вас има голем ред луѓе кои велат дека чекаат 2 часа, можеби и повеќе, но за тестови некои велат дека чекаат дури по 1 недела да добијат решение од матичниот доктор. Каде е проблемот? Имаме 30 на 40 луѓе кои што чекаат да се тестираат сега и одма. Немаат ли право тие тоа да го сторат? Имаат право. Ние не велиме дека немаат право, меѓутоа слободен термин од матичен доктор се добива со онолку термини колку што имаме капацитет да тестираме. Значи нема капацитет. Во моментот ги прошируваме сите капацитети во државава за да обезбедиме нови 500 теста. Ова не е лента на која што зини, земи, бриси, оди. Прво, термините од матичниот доктор се пополнуваат преку мој термин и тие се обезбедуваат на секој половина час. После земањето на секој бриз, лаборантот што зема мора да ги извади ракавиците, да стави маска, да се дезинфицира просторијата, па после да влезе нов човек. Значи, не е тоа така зини, и одиси, зини, одиси. Значи, има процедура. Тоа е прва реченица. Добро. Втора, бројот на тестовите, простор, опрема и луѓе, ние сме ограничени. Ние не сме бесконечно. Ние имаме толку колку што имавме во март и април, меѓутоа зголемено за оние капацитети кои што ги предвидовме минатиот месец, кога состојбата се уште беше под контрола. Ќе ме прашате што тоа се случи во држава во последниот месец дена. Ни се случи народот. Ни се случи непослушниот народ. Не беше непослушниот народ претходно. Непослушниот народ кога имаше полициски час, кога имаше некаква рестрикција во движење, истиот народ почитуваше. Народот се олабави многу брзо, летниот период никој ништо не ни може, сонце е надвор, убаво и дајте да го живееме животот. Јас стално велам на сите луѓе. И утре ќе се живее, и утре кога ќе заврши епидемијата ќе се живее. Меѓутоа, ова непочитување мора да заврши. Зошто ние капацитети во здравствениот систем сме ограничени. Најголемите критики всушност се вперени, како што велите, и луѓето, непочитувањето на мерките од страна на луѓето, но и несанкционирање. Се сложувам. Нема мерки за казни. Се сложувам, ако мене ме прашувате, или воопшто ги нема. Ако мене ме прашувате, мерките мора да бидат ригорозни, санкционирањето мора да биде жестоко. Со други зборови, секој оној кој што биде фатен во неспроведување на овие мерки, мора да биде ригорозно казнет. Зошто? Потенцијален ширач на инфекција. Ако мене ме прашувате дали се тие мерки доволни, ние да сега имаме некаква мерка која што вели 20 евра, или ако се нагодиш и веднаш ја платиш мерката 600 денара. 600 денара е никаква мерка во однос на можноста, премала, преблага, преминорна, доколку дозволиш да се шири инфекцијата. Сликите што ги гледавме во изминатиот период, во делот каде што имаме погреби, делот каде што имаме свадби, делот каде што има ивенти, каде што има журки, каде што има концерти, па што тоа ни кажа? Докторе, најголемата загриженост е смртноста. Преполни се болничките капацитети, најголема смртност во регионот. Имате ли објаснување зошто? Факт е дека имаме голем број на жртви од ковид. Факт е, тоа е неоспорно. На почеток на епидемијата, сите лица што починаа од било која опција, па макар и постмортем, ние ги туравме во ковид. Направивме на дистинкција преку Државниот завод за статистика и преку Институтот за епидемиологија и медицинска статистика, за да дистинкција направиме што е што во делот, дали све ќе тураме во исти кош, што би рекол ја. Меѓутоа, во целава работа што не мачи е следното. Дали ние, како држава, сме спремни овие капацитети да ги сочуваме или сакаме да ни колабира здравствениот систем? Значи, ние имаме инфектолози, пулмолози, анестезиолози, толку колку што ги имаме. Имаме респиратори, толку колку што ги имаме. Не можеме ние да предимензионираме за 7 дена нова болница со 1000 кревети. Значи, факт е дека имаме висока смртност, факт е дека дел од пациентите доаѓаат задоцнето во болница, факт е дека дел од нив се починати во санитетско возило, дел се починати на самиот влез во клиниката, дел починуваат првиот ден при доаѓањето во болницата. Значи, тоа не е до докторите. Значи, тој го интубирал или не го интубирал, го ставил на апарат или не, пациентот починал. Доаѓаат со толку ниска сатурација на кислород, што дел од нив се, ние велиме, уште при доаѓањето многу тешко да им се пружи помош. Системот на лекување и она што е дадено преку Светска здравствена организација, алгоритмите и протоколите што се тамо, не се разликуваат од ниедни други протоколи. Ќе ми речете, ама како може некоја друга држава во околината да има помал број? А дали ги пријавуваат сите, што мислите?
А велите дека останатите лажат. Не реков дека Манипулираат. лажат. Не реков дека манипулираат. Реков Се дали ги сомневате? пријавуваат сите. Се сомневате. Се сомневам дека секогаш некоја држава заради некои причини може дел од тие да не ги пријави. Што се добива? Па сигурно бидете сигурни дека бројот на инфицирани, заболени и умрени, тие од кои што им зависи туризам, од кои што им зависи GDP, тие од кои што им зависи нешто во државата, дека не мора да пријават све. Ниеден систем, па ни нашиот, не е димензиониран за 1000 болни од оваа болест. Ниту Шведска, ниту Франција. Ама гледате дека колабираше Италија, на почеток една голема Италија им умираа луѓе на ходници. Значи ние не се жалиме, меѓутоа здравствениот систем е растегнат до крајни граници. Колегите наши работат 8 месец, колегите се непрестано во функција. Дел од колегите имаат ограничен број на сестри, болничари, хигиеничари и доктори. Ако е така, а имаме некои 90 кревета во инфективна клиника и уште 40 на 45 во рол болницата, и уште 50 или 60 во Козле, и уште 200 во 8 септември. Тоа се некои 400 кревети на кои што во секој момент можеме да рачунаме. Нови болници ќе се прават секако рол во периодот што е пред нас. А зошто до сега не се правеа нови болници? Па ја мислам дека министерот за здравство ви го кажа неколку пати, кредитот од Светска банка беше стопиран. И сите вие знаете кој може да го стопира кредитот. Ако се стопира кредитот за таа намена, исклучиво за таа Претходно намена, ВМРО-ДПМ не го стопираше кредит. ќе ги добиеме тие пари во перспектива, меѓутоа за нас е битно во кој период ќе ги направиме тие болници. Ако тоа успееме да го направиме во периодот од 3 до 6 месеци, да добиеме нови 500 легла, во тој момент ќе се крпиме само со оној дел што се вика интернистичка нега. Имате ли црни сценарија? Имаме црни сценарија, јас секогаш една степеница, едно скалило погоре одам. Кои се тие? Црното сценарио да дојдеме до 1000. Мртви? Не до 1000 мртви, до 1000 пациенти кои што бараат хоспитализација, при што здравствениот систем се плашиме тогаш дали може да колабира. Мртви? Мртви секако ќе се зголемуваат затоа што секаде во светот се зголемуваат. Немој да мислите дека нашето здравство е толку лошо што во околните држави е другачие или е малце другачие. Се сложувам дека има поголем број, меѓутоа тоа ќе се анализира оној момент кога ќе заврши епидемијата. Бројот на заболени хоспитализирани во секој момент ќе се зголемува. И тоа е без факт. Што може да ни усложни работата? Кој ќе дојде сезоната на грип, сезонскиот грип од сам по себе бара захтева хоспитализации заради бронхопнеумонии, компликација на грип. Да. Тогаш да се комплицираат двете работи. Можно ли е да нема вакцини за грип? Не е можно затоа што ќе ги добиеме сега идниот месец. Што се случува во комисијата? Прво би започнал со следната сентенца. Комисијата за заразни заболувања при Министерство за здравство е стручно советодавно тело на министерот за здравство и на никој друг. Комисијата за заразни заболувања работи про боно или без плата. Караджовски Жарко е представник на оваа комисија 27 години. Скршена пара, заден крајцер, државата не инвестирала во никој член од комисијата. Значи, нагласините дека некој не плаќа, тоа е тешка грешка или тешко, да не речам нестручно, да не речам неинформирано или злонамерно мислење за некој од тоа што го бара од нас. Многу пати, добро. Второ, што сакам да кажам. Да. Тамо има 18 членови на кои што сум ја председател на комисија. По демократско одлучување него во таа комисија и можност за зборување нема. Зошто? Преку 100 луѓе продефилирале низ комисијата за да го кажат своето стручно мислење и да дадат предлог или нешто друго што ние можеле да го прифатиме или не. Трето, комисијата се води врз основ на принципи на едукација и информација. Ние не сме политички орган на ниедна влада. Најголемата функција доктор Жарко Караджовски ја имал во време кога беше ВМРО на власт. Бев раководител на оддел. Сега сум началник една степеница пониско. Значи, не сум профитирал од членство во комисијата од 94-та до денеска. Зошто? Јас сум професионалец од областа. Јас собирам поени со наука, со едукација и со излегување во јавно. Ви благодарам за интервјуто. Благодарам.